Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва ќе разговараме за еден од најубавите градови во Македонија, односно со градоначалникот и иден градоначалник на општина Охрид, Кирил Пецаков. Градоначалник, добро вечер, добро ве најдов. Добро ве најдов и јас. Ви благодарам на поканата и се надевам ќе имаме плодна емисија за која ќе поразговараме за повеќе работи. Се согласувам, пред да почнеме уште еднаш да ви честитам на новиот избор за кандидат за градоначалник на општина Охрид и се надевам на голем успех и голема победа во Охрид. И јас се надевам исто така. Граѓаните ќе си го кажат своето на 19 октомври. Се согласувам. Да, почнеме. Јас хронолошки гледано би сакал да ве прашам со кои предизвици се соочивте кога ја преземавте општината Охрид? Охрид долги години беше позната како општина која што е една од незадолжените заедно со Тетово. И нашиот долг некаде околу 2013 го достигна пикот и беше околу 36 милиони евра. Низ годините како работеа градоначалниците долгот се намалуваше. Најзначајно беше во периодот од 2013 до 2017. Понатаму има една во 2019-2020 има една интервенција од отприлика 8 милиони евра од владата за раздолжување, меѓутоа и тоа не помогна се исчисти и го наследивме општината. Напред тоа го одржав како пресек дека заедно блокадата, заедно со тековни работи кои што и фактури кои што се завршени во општината, долгот е 14,5 милиони евра. Тоа дефинитивно во Охрид со кого да разговаравте сите знаеа дека функционираме под блокада и сме некако не дишиме со полн капацитет на плоќа. Ево, во 2024 година ја одблокиравме општината, во 2025 година пренесовме 4 милиони евра на сметка. Така да позитивното финансиско работење е едно од работите на која што сум посебно горд. Останатите предизвици како времето изминуваше после осамостојувањето, се појавија проблеми со браќајот, односно со браќајниот хаос, со паркирањето пред се во текот на летниот период. И тоа беше проект на кој што и беше во програма, ама и бев и фокусиран. Целосно, за жал, немав соработка со институциите, посебно со Министерството за култура, дури имавме, пошто кај на секој проект и урбанистички план мора поминати на Комисија за УНЕСКО. Таму помина проектот за катната гаража и излезе тогашната министерка Бисера, кажа дека катната гаража не била јавен интерес, а во закон пишува што е јавен интерес и затоа нема да се гради. И имав доста пречки кои што продолжија и после промената на власта, затоа што администрацијата е иста, меѓутоа некако успеавме да го доведеме сиот тој процес до крај и веќе таа катна гаража е аплицирана на повикот кој што беше. Охрид како дека има и други предизвици, посебно поврзани со туристичката сезона и кои што се некои се хронични и функционира или се разговара повеќе години, некои се акутни, а најголем дел се поврзани со туристичката сезона. Период кога за среќа не само администрацијата, туку и јавните претпријатија се повеќе од навикнати за да функционира во тој период, така да можам да кажам дека во текот на туристичката сезона или најголемиот тек на луѓе, на туристи, кога е Охрид преполн, функционира, за нас тоа е најбитно да биде и вода, и иако имаме и предизвици околу таа работа, меѓутоа тоа е една друга тема која што можеби во текот на подкастот ќе разговараме за новото водоснабдување на Охрид кое што се планира по гравитационен пат, така да би ги решиле поголем дел од работите во наредните години. Рачунајте да не сме потрошиле 14,5 милиони евра на раздолжување, сега веќе ќе разговаравме за реализирање на одредени капитални проекти, односно веќе реализирани. Ама како и да е, чекор по чекор напредуваме и сум посебно горд на тоа. Драго ми што е и намален долгот и се решава и со преки. Не е намален, туку сега сме во позитива веќе. Тоа е одлично. Јас би сакал да ве прашам сега за предизборната кампања. Кои беа вашите приоритети кога пред да дојдете градоначалник на Охрид и еве сега стануваат или веќе се реалност? Таму во програмата првата страна која ќе отворите покрај обраќањето на кандидатот следува 10 проекти од моја страна кои што капитални да ги наречиме како сакате, со кои што треба да го одбележат мандатот. На пресек во моментов 8 од 10 се завршени или веќе отпочнати. 9-тиот е поврзан со студенчишкото блато и законот за студенчишко блато, кој што првично треба да се донесе, па да се донесе план за управување на истото и да биде прогласено за национален парк.
на парк на природата и третата фаза понатаму е менаџирање со истото студенческо блато, а соодветно и ревитализација која што беше дел од планот, е додека оваква позиција не можам да функционирам, односно да постапам по тој проект. И 10-тата работа е исто еден проект кој што беше поврзан или кочен или, ево да го кажам попрецизно, несоработка со јавното претпријатие за државни патишта, тоа е велосипедската патека на булеварот. Извршивме ние неколку измени по однос на изгледот, меѓутоа не стигнавме до тоа посакувано одобрение. Сега сме во напредна фаза со директорот Коце Трајановски и сметам дека за скоро време ќе го види светлото на крајот на тунелот и тој проект, меѓутоа нема да е во овој мандат. А останатите проекти беа поврзани со булеварот Македонски просветители кој започна само што дојдов како градоначалник, Чинарот кој што плоштадот Чинар кој што веќе е тендериран и избрана фирма која што ќе го изведува, катната гаража која што е аплицирана, основно училиште кое што се отвора на 1 септември 2025, спортска сала во селото Лескоец која што беше разговарана 50 години, ја се отворат на свечено отварање на исто така со печаток на школската година. Беа ветени 2 мултифункционални игралишта, едното во Велгошти, а другото во населбата Видобиште. Ова во населбата Видобиште е со поголем капацитет, 2 игралишта, едно кошаркарско, едно фудбалско, фитнес зона, детско игралиште, буквално сериозен комплект кој што изгледа преубаво и за среќа жителите од местната заедница повеќе од одлично се грижат и го одржуваат, што не е случај секаде, така знаете. Тоа е веќе поврзано и со култура и начин на како функционираме. Беа ветени 2, направив 7 до се, оваа година ќе се направат уште 3. Детски игралишта се направени преку 15, оваа година уште 3 ќе се направат, така да овие работи кои што биле како 10 ударни, да кажам, 8 се завршени или отпочнати, а 2 здраве ќе останат за во следниот мандат. И би рекол дека а останатиот дел од програмата, кога веќе разговараме, треба да знаете дека беше поврзано исклучиво со микротаргетирање. Во смисла на, не знам, во случајов ќе спомнам Пештани, потребни се овие 2 или 3 работи, во некоја друга населба, во Билјанин, Извори, Центар, Старград се потребни овие 1, 2 или 3 работи. И во суштина сите овие микротаргетирани проекти со преку 90% од она што сме оветиле се реализирани, така да би рекол дека станува збор за успешна програма, иако морам да кажам дека кога ја правам од денешен аспект, значи како веќе актуелен градоначалник би рекол дека е преамбициозна и никогаш не би ја направил истата, посебно кога функционираш, затоа што кај нас кога имате различна власт, некако е принципот да не си помагаме, да не се развиваме и го користиме за ситни политички поени. За разлика пример од сега, ние не бираме во која општина следуваат по глава на жител првично 40 евра, понатаму 135 евра по глава на жител. Сериозна помош е тоа за општините. Исклучува за инфраструктурни проекти. И што означува тоа? Тоа означува дека ако добро работиме со проектите и обезбедуваме нормално одобрение за градба, ќе имаме доволно средства за во наредни 4 до 8 години инфраструктурно да ги решиме и помалите и поголемите места, и да не разговараме за места кои што не се инфраструктурно решени, без разлика дали е тоа пат, канализација, водовод и така натаму во 21 век. Така да би рекол дека сум задоволен. Градоначалник, одлично да се слушне дека се реализираат проектите кои што ги имате смислено, иако сами реков дека можево да биле преамбициозни, меѓутоа од денешен аспект не би ја правил. Добро, јас би сакал сега да ни откриете до крајот на мандатот, односно до локалните избори има уште малку време, би рекол. Да. Што може да очекуваат охриѓани ново освен ова што го кажавте, ново до мандатот, до крајот на мандатот? Генерално ги спомнав, почеток на плоштадот Чинар, почеток на катната гаража, инфраструктурно по селата, кои што се како рурален дел или за рурален развој, ги имаме решавање на поситни или покрупни инфраструктурни проблеми, буквално во секој едно, и тоа е видливо и на самата страница, едно по едно се реализираат во периодов, така да само ќе го превршиме онаја динамика што веќе сме започнали и наметнале во изминатите 4 години. А јас можам само да замислам како би било да настапевме со 0
или со позитивна сметка, или без долгови, или со многу ситно нешто, и да имаме во изминатите 4 години сите оние пари кои што сме ги потрошиле за раздолжување, а настанале многу порано или во минатото, ќе сме можеле многу поголеми проекти да направиме, но затоа тука е вториот мандат и не само со наши средства, туку и со поддршка на владата, не мислам само овие по глава на жител кои што ги добиваме средства, туку мислам и на сериозната поддршка од самите министерства. Тука, ево кај што спомнавме, во тие 10 проекти беше и прочистителната станица во Тарпеца. Таа е веќе постапката е тендерирана, завршена, избран изведувач и започнува со избора. Нешто за кое што се разговарало 50 години за селото Тарпеца. И тоа не е поврзано со средствата ниту од општина, ниту овие средства кои што ги добиваме како поддршка на локалните самоуправи, туку директно од Министерството за транспорт и врски. Така да, затоа викам, сериозна е поддршка. И се надам дека така ќе продолжи. Ја спомнавте и помошта од владата. Јас би сакал тука да ве прашам колку значи за вас и за Охридјани ова поддршка што имаат од владата, односно оние 250 милиони евра за општините. Колку се решаваат децениски проблеми со оваа помош од владата? Па, ако спомнав сега Тарпеца и станува збор за, не знам, откако постои селото, не постои за канализација, односно прочистителна станица, станува збор за многу децениски проблеми и токму намената за која што му е, ние и исто децениски проблеми, јас ја спомнав и спортската сала во Лескоец, таа на пример е посакувано не знам колку години, веројатно од како постои селото, станува збор за најголемото село во де факто е тоа населба, дел од градот е, меѓутоа е најголемото село во општина Охрид. Така да вакви проблеми се решаваат. И се надевам дека исто така со поддршка во иднина, а и да не постои поддршката по однос на ова работа, ние сме спремни веќе наредната година да отпочнеме. Тоа е стратешкото ново водоснабдување на градот Охрид по гравитационен пат. Околу 60% од територијата на општина Охрид преку Плакенска планина, изворите во Плакенска планина ќе се снабдува со вода без да потрошиме електрична енергија, што дури ќе стимулираме, можеме и да бидеме во позитива со да искористиме сиот тој потенцијал кој што самиот извор го носите, и за нас ќе представуваат голема помош. За нормалното водоснабдување на градот помош. Дали може да ни откриете на повиците од владата со колку проекти аплициравте? 24 на двата заедно. Колку му доаѓа тоа, да речеме вака во 9 милиони евра. Што значи дека огромно. Охрид е 51.700, во 52.000 според последниот попис. Тоа е основата во основа на која што распределуваат средствата, така да голема е помошта. Дали може и вака за као привршување на овој наш подкаст да ни кажете кои се проектите со кои што се гордеете, што ги имате изработено во овој мандат, и еве здравје утре ден да речете дека ова е навистина многу добро што го направивме, а со оглед на тоа дека имате минимум уште 4 години можност, кој е проект, да речеме, што вака со гордост велите дека е добро што го направивме? Со гордост ги спомнувам и Тарпеца и катната гаража, влезовите во Охрид од стариот пат на тоа што е поврзано со автопатот, судбината сите ја знаеме, една од најизборуваните патишта, дури и дегутантно е веќе да разговараме на таа тема. Влезот на Охрид од стариот пат на Струга веќе има нов изглед. Влезот на Охрид од Битола со решавање тука веќе и новиот Охрид мол, автобуската станица, де факто тоа е географскиот центар. Тоа го завршивме и го веќе е пуштено во употреба, функционира, а веќе до вторник или до среда завршува реконструкција на кружниот тек, пак кој што ја сервисира истата улица на сите оние возила кои што доаѓаат од таа страна на градот, така да тие две работи, ставањето во функција секако повторно на плажите, реконструкцијата на плоштата од Чинар е посебно битна, затоа што ако нешто почнавме на Охрид, никогаш не сум го доживел како град со бекатон плочки, пример. А секаде се тоа постојано, затоа што тоа бил принципот на функционирање, сега лека полека се променува, тоа гранитната коцка, камените шкрилци му даваат една сосема друга димензија, и она улица која што се направи од банката према плоштадот, према Охридскиот плоштад, тука ќе има и реконструкција на самото кружно, ќе добие во исти таков дух со гранитна плочка, и ќе има малце поинаков
да кажам, изглед тој плоштад, меѓутоа тоа го најавувам за во вториот мандат. Така да раздолжувањето, да не го забораваме, мислам, сериозно клучна работа за Охрид, на раздолжувањето на општина Охрид, ако го објави во јануари околу Водици беше пресод, после една недела го раздолживме, односно го блокиравме јавното предпријатие Нискоградба, кое што пак беше со 1.200.000 евро влог. И тоа ми е мене интенција и сум продолжил, меѓутоа не можам целосно да ги раздолжам уште три јавни предпријатија, ако на третото не е толку голем, и така планирам, значи тој процес да го заокружам со раздолжување на јавните предпријатија и ставање во една нормална функција и позиција да можат самите да функционираат и да не зависат од никого, и секако се надевам дека здравје, кога нема сум градоначалник, која и да дојде како гарнитура и структура и тим кој што ќе водат повеќе, да кажам, повеќе не само од финансиска природа да биде да посветат внимание на не само грижата, него да посветат внимание на финансискиот аспект и на делот кој што е поврзан со можноста тие навремено, а и современо да реагираат на потребите врз основа на кои што тие јавни предпријатија се формирани. Така да сметам дека поставувањето на здрави нозе на сите овие јавни предпријатија, а и на општината Охрид, представува едно од поголемите работи која што се случила воопшто без да разговараме за оние инфраструктурни проекти кои што се видливи, без разлика дали станува збор во урбана средина, во рурална средина, тоа е видливо на еден или на друг начин. И така решаваме проблеми само на пример одредена број на куќа, на куќи на одредено село, на одредена мала, и не може секој сето тоа да го види. Меѓутоа овие крупни работи кои што како што е катна гаража, чинарот кај што ќе се движат луѓето, иначку за овие два проекти морам да кажам дека се работи кои што се ветували и биле дел од изборни програми на минати 4 градоначалници. А сега ќе гледаме реализацијата. И за мене се големи работи. Затоа што, како што кажавте, ќе заврши ова еден ден како позиција, како функција градоначалник, ќе ме наследи некој друг и ќе помине одреден период и треба да се присетиш што, кога и како е направено. И затоа сум посебно горд и со овие 4 години, а наредните 4 години кога би ја добил поддршката, ќе значат развој и инфраструктурен развој на една сосема друго ниво, затоа што сега Охрид, за разлика од претходно, диши со полна плуќа. Градоначалник, како за крај се спремате за летото, очекувате сигурно доста туристи. Да. Се надевам дека бројката на туристи во параметрите, зборувам квартално, покажуваат зголемување на бројот на туристи и континуирано некако е тоа после короната, што е за нас добро. Меѓутоа посебен буст има овие германски туристи или 45.000 германски туристи кои што владата директно ги договори и ги имаме 2 дена во Скопје, 2 дена во Охрид во туристичка сезона. Февруари, март, април, мај и месечниот почетокот на јуни. Отворањето на новите и поврзувањето на Охрид со новите авионски линии со Истанбул и Базел, вложувањето на напори за отворање на нови линии и поврзување со други европски дестинации, само ќе го олесни пристапот на сите оние туристи кои што сакаат Охрид да го посетат, а слушнале за Охрид секако, но и нормално и наши граѓани да имаат можност да полесно да прошетат во одредени метрополи. Сите овие работи, дополнително популарноста на Охрид како град и за соседството, меѓутоа и надалеку прочуена, ќе придонесува да расте број на туристи, како што кажа, квартално изгледа добро бројките и ако 2024 година беше најдобрата по однос на приход од туристичка такса и по однос на број на ноќевање, очекуваме и оваа година да го надминиме бројот или во најмала рака да имаме исти број. Меѓутоа за бројките секако на крај година ќе разговараме и да Охрид е спремен за почетокот на туристичката сезона. Градоначалник, јас многу ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување во подкастот ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Ви посакувам многу среќа, многу успех во проектите, во реализација и се надевам на уште нови 4 години Охрид со вас. Ќе бидат сигурно уште 4 години, задоволството е моје. Ви благодарам на поканата. Благодарам.
Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, бидејќи разговаравме за многу проекти и реализации во општина Охрид сега и во иднина. Ви благодарам и се гледаме веќе следната емисија. Поздрав и секое добро.